Дали после формирањето влада премиерот Зоран Заев планира да прави така наречена фешта од рушењето на нелегалниот објект кај Мавровка? Ова прашање се поставува откако тој самиот најави дека првата работа која ќе ја решава новиот владин состав ќе биде токму уривање на градба, иако тоа не е надлежност на владата, туку на локалните власти. Заев најави дека објект кој е диво градба мора да се урне, а ќе направат се тоа да се случи што поскоро, односно по самото формирање на новата влада. Според кажаното се наговестува дека од уривањето на објектот може да се направи спектакл на кој ќе присуствувале повеќе представници од новата влада. Една од првите работи е да падне објектот пред Мавровка, заради тоа што е диво градба и ќе направиме се како влада, разработивме идеи, верувам дека ќе ги утврдиме заедно со правните прописи во државата. Но Заев не одговори дали ќе бара и одговорност од надлежните во општина Чаир, полицијата и обвинителството, кои цели 3 месеци не направија ништо да го спречат градењето на оваа диво градба. Како што е познато, општина Чаир веќе објави тендери за пријавување на фирми кои ќе ги срамнат високите столбови на местото на некогашното кафуле. Се уште никој не се пријави, а столбовите стојат. Според формално правните прашања, понатаму треба да постапува општината, а не високите функционери. Поминаа повеќе од 3 месеци, но фантомскиот инвеститор никој не го знае. Топката постојано се префрлаше од општина Чаир на МВР. Откако се расчисти пеплосаното кафуле, набргу почна да се надзира и бетонската конструкција. Градоначалникот ga не усмируваше дека ќе се гради објект налик предходниот, што се покажа како погрешно. Откако градбата доби интензитет, реагираше и градоначалникот Шилегов до надлежните инспекторати со коментар дека на градежното дивење кај Мавровка мора да се стави крај. Но потоа топката повторно се префрли во општина Чаир, бидејќи градот Скопје нема ингеренции за да руши ваков тип дивоградби. По објавувањето тендери на кои ниту една фирма не се пријави, столбовите си стојат, а никој ништо не му може на мистериозниот инвеститор.